Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Само да бидете една секунда заедно со нас во ова наша атмосфера, ке знаете како се чувствувам јас кога се во прашање моите гости, моите колеги овде. Навистина атмосферата ни е толку многу позитивна што ние сета таа позитивност ја вие пренесуваме на сите вас. И колку и да се чувствувате нерасположени, ако ја гледате емисијата, ќе бидете со полно срце позитивна енергија. И денеска, драги мои, ќе ги испратам сите бакнежи до вас, бидејќи ви има во голем број, и за сите оние кои што можеби за прв пат не следат, велат дека нашинците за Великден си дошле од тугина, многу мина ги има тука и останале да си го дочекаат летото во Македонија. И токму овде ја гледаат нашата емисија и изразија желба многумина од нив да ни бидат гости во нашата емисија. А тоа за нас е навистина голем плюс и големо браво. Еве, поздрав до сите вас, за сите оние кои што дојдовте. Добре дојдовте во родната ни земја Македонија, а сите оние кои што сте подалеку, следете не за да си се подсетувате на убавите моменти и нашите убави делови од Македонија. Ве сакам сите и ве гушкам сите, си ги поздравувам нашите редовни гледачи на оваа наша емисија од нашата ни убава Македонија. И денеска ќе одбираме кој ни направи најубави фотографии, освен мојот драг колега Бубе, кој што е редовно задолжен за најубавите фотографии кои што јас ги објавувам, но и вие сте на потек. Ајде да видиме кој ќе има најубави фотографии од денешната емисија. Денеска, драги мои, јас се чувствувам многу расположена во еден спортски дух, вака расположена затоа што денеска имам светски гостин овде, светскија наш, европскија наш, олимпиец, тој да набројуваме малку, затоа што најмногу од се него и мене најмногу не краси и успехот, но најмногу нашата насмевка, нашиот Ѓорги Начевски. Добре ми дојде, Ѓоле. Добре ме најдов. Вака. Добре дојде. Ти благодарам за убавите зборови, за убавата најава. Чест и задоволство е да се биде ке тебе во емисија. Вака, Бубе, сними не вака насмејани, гледа, колку си личиме. Ваква насмевка и да сакам нема. Милион долари. Милион долари. Да. Повели од оваа страна. Затоа што си исто како и јас позитивен, затоа што сакаш во друштво да бидеш секогаш оној кој што ќе е носителот на шегата. Така е. Кој се шегува, зло не мисли. Така е. Да, и за кој жал кај нас многу зли луѓе има и многу лошо мислат, така да ние малце со позитивна енергија да ги дигнеме. Ке ги ставиме позади нас. Секако. Нека бидат позади нас. Затоа имаме многумина па кои што сега знаеш ли колку навиваат дека не верувам дека е така. Се надевам дека е така. Јас со спортските термини не многу сум запознаена, но сум запознаена со личностите. И затоа јас кога ќе те потпрашам нешто, ти ќе ми одговориш, иако денеска ние нема многу да зборуваме за спортски термини, ќе зборуваме за животот. Така, во кој што ние живееме. Па малце и да направиме една да ја разбиеме монотонијата. Секогаш кога гостуваме, претежно зборуваме за спортската кариера, вака за животот е малце поубаво да ја разбиеме монотонијата. Како им викам јас на децата, ајде, што беше тоа центрафор, што беше тоа лев бек, десен бек, па што ви значи FIFA, па што ви значи ова, ај не ме заморувајте, ај да пееме и да правиме јадење. Подготвив ракавички, зашто ти рече експерт си за ова пилешко. Јас реков дека сум експерт за консумација, а поредко готвам, меѓутоа ќе имате премиерно, пошто кај мене дома имаат премиерно декада на декада да им сготвам нешто и за тоа го памтат тоа јадење многу, што сум им го направил. Да, децениско, свечено да им биде. Леле, значи сопругата на 10 години ќе чека да готвиш. Да, и децата еве уште го памтат тоа што сум им го сготвил. И вела дека е најубаво. Браво. Да, ние повеќе консумираме така, убаво винце, убава храна. Ми кажа нашиот пријател Тони, вика, да знаеш, вика, Дракче, какво вино прави, вика, Ѓоле, вика, супер. Не само што прави и продава добро вино, имаме Монтеко, одлично винце, продаваме прекрасно винце. Гледаш како те подкренав да го кажеш. Да пробате убаво вино. Така, најубавото од Македонија, така се вели. Ракавичките на тебе, за пилешкото да го подготвиме, јас да го спремам. Со ракавици ја ги ставиме, се осеќам како доктор. Па сега ќе бидеш доктор. Да.
Морам, драги мои гледачи, на вас и на сопругата на Ѓоко да им кажам дека кога ги барав рецептите, тој ми напиша еден тефтер од рецепти и му вела, мама, бе, Ѓоле, ние свадба ли ќе правиме? Свадба ли ќе правиме? Ајде да скратиме од рецептите. И така, еве сега одлучивме да направиме салатка. Да направиме, првен да ја правиме салатката или пилешкото? Не, прво пилешкото да си крчка, да си крчка, а после салатка. Ете така. Одлучивме да направиме пилешко во кари сос. Да. Дали дека ни е полесно или не, меѓутоа јас секако сакам и вкусно е. И вкусно е, и го сакат многу мина. Така е, дефинитивно. Затоа ти ги дадовме докторските ракавици поради месото, така, за да не ти се измеша. Ќе го исечеме на ситни коцкички. Ете така. Ножот убаво ни сече. Убаво сече, ти сакаш така на лентички, јас ќе додадам малку масло. Така. Првен ќе го зачиниме во ова. Ако јас ќе си додадам овде да се грее тавчето, да ни биде добро. Да биде спремно. Иако рековме нема многу да говориме за спортот, но јас едноставно ќе те запрашам, ова спортски судија, така, ракометен судија, изненадно ти дојде и на тебе во животот, бидејќи прво играше така? Играв ракомет прво. Така, меѓутоа изненадно не ми дојде, поради тоа што татко ми беше судија пред мене. Мојот именјак. Вашиот именјак, Драган, а и мојот син исто се вика Драган. Едниот, така да не ми беше изненадно ни најмалку, меѓутоа не очекував дека толку брзо ќе станам, иначе оваа година е точно 32 години као што сум судија. Од 94-та година. Да. А до тогаш играв, меѓутоа бев да кажам, попалав како играч, да не кажам поагресивен и заради тоа предов во судиски води. Ама одговорноста е многу голема. Дефинитивно. Но не е исто како во играњето, иако и во играњето тимски се игра, не? Тимски се игра, но овде така ти мораш да бележиш се што е грешно за жал. Се што е грешно мора да го забележиме, меѓутоа со годините веќе имаме селективна перцепција за работите. Веќе знаеш, нели? Да, така е. Добро. Навистина, како да кажам, и ти, Славе, сте наша гордост македонска. Славе повеќе поготвењето, ама он сака така и поише пржени работи и се надевам во јас и ти ќе го предизвикаме. Ќе го предизвикаме. Ама уште некој друг. Така, кого да го поздравиме? Зоки ќе го поздравиме, обавезно. Зоки е следниот ден. Колегата ми е профи Јас и ти сме предизвикувачи. Јас сме предизвикувачи. Во моментот сите двајца ги предизвикав. Сите двајца ги предизвикав. Зоки и Славе. Ете така. Јас и ти сме предизвикувачи во овој момент. Значи веќе автоматски имаш две емисии, Драгче, во најава. Веќе во најава. Само не со свадбарско мени. Не, никако. Зоки манџи прави. Манџи прави. Зоки прави тапче, гравче, прави компир манџа, прави телешка чорба. А знаеш порано дека свадбите така во Лонец се правеше манџа, се секуваше. Цело општество ни се измодернизира, а ја заборавивме традицијата. Тоа е за жал така. Така. Ама важно си и ние имаме. Инаку тоа во модерното време се вели јас ќе ја фрлам ракавицата. Така. Јас ви фрлам ракавица, Славе и Зоки, овде да правиме специјалитет. Ќе им бидеме тука у публика да ги гледаме додека готва. Да ги бодрам сигурно. Ете така. Како што ги бодрат екипиве на терен, така јас ќе ги бодрам нив додека готва да нема трема. Знаеш што, мислев, леле, кога ќе дојде со свирчето, вака како ќе свирне, и јас ќе рече, ама шпоретот е. Сега тука ти ќе ми, он чим свири, готово, јасно ми. Свири шпоретот. Еве и колегата Роберт си го поздравуваме. Многу од срце, еве, и тој ни е во публика. Колегата Роберт, знаеш како готвеше? Само да ја гледаш емисијата колку го готвеше Роберт. Баш ќе гледам да ви кажам наискрено. Така. Сега додаваме малку маслиново масло. Добро, саламура ти е тој или дресинг во ново време. Или дресинг, така. Да, добро. Додаваме кари. Тука го додаваш карите и тука и после. Во павлаката, добро. Од кари никогаш никогаш и навистина е многу вкусен да не се лажеме. Многу вкусен додаваме со лажичка ќе ти дадам. Со лажичка може. За да не си ги ракавиците измастиш. Ете така. Добро.
Ова нема да биде децениско готвење, ние ветуваме, ќе бидеме дека ќе бидеме почести. Ете така. И малце сол само треба да додадеме. Камерите, се што ти тука додаваш. Така, може ли малку сол? Може. Тука. Види, таа ја чувам посебно, види вака. Абракадабра, со златно лажице. Со златно. Еве, со златно лажице. Така. За светски човек се работи, не е туку така. Светскија наш. Ете така. Вака ќе оставиме малце да се измаринира. Да одмори. Да одмори малку. Да одмори. Ете, добро е. Ова почна да се стоплува, но Таман сега ќе ги сечеме и кромидот и... Малку ќе го намалам за да не толку маслото ни гори. Ако треба ќе да додадеме малку вода после много. Да прска на сите страни. Прска на сите страни. Да направиме атмосфера, нели? Добро. Сега ќе се средиме кромидот. Ѓоко, како е да се биде на Олимпијада? Како е да се биде на едно светско првенство? Значи, гужва, перипети, подготовки. Сега ќе ви кажам првен за Олимпијада. Мене ако ме прашувате, Олимпијадата е врв на спортот. Значи, може би по квалитет не е толку добро како европското, бидејќи европското е секогаш најдобро по квалитет, бидејќи има најмногу добри екипи. Меѓутоа, како ивент, како атракција, Олимпијадата е неспоредлива со ниеден друг ивент. Нити европско, нити светско, нити афричко, нити азиско. А ние сме суделе на све. Бевме на европско првенство. Секој така со гордост тоа го кажува. Со гордост тоа го кажуваме, тачно. И можам да се пофалам дека ние сме, секогаш го кажувам тоа, меѓутоа некогаш и не е добро што многу се фалиме, затоа ги боли овие многу од страна и ни прават 300 перипети и заврзлами како што гледат у последно време. Ние имаме 4 олимпијади до сега. Значи првата олимпијада ни беше олимпијадата во Лондон 2012. Па ни беше олимпијадата во Рио 2016. Па ни беше олимпијадата во Токио, каде што го судевме и финалето. Многу забележителна. Да. Во Токио. Забележителна точно, меѓутоа беше под ковид услови и тоа беше најголем проблем и немаше публика. За да се осети друг филинг, и последната ни беше во Париз. Во Париз, каде што го судевме полуфиналето. Имаме 2 полуфиналења и едно финале од олимпијадите. Така да тоа е успех, голем успех. Па таков успех, греота би ретко, мислам, кој може да се пофали и верувам дека кај нас ретко кој може да се пофали со 4 олимпијади, заслужено, не со wild card и останати работи. Така. Затоа реков сте наша гордост. Ретко кој може да се пофали со такви успеси. Овој народ, да не кажам, све може да ви прости, освен успехот. Не, во него гледа да најдат грешки. Кога слушам по социјалниве мрежи и све ова што се деси, сега нешто не казнија, као, а све потекнува од тука, завршува кај скандинавците, не можам да не приметам колку злобен народ сме и какви све коментира, тоа е трагедија. Од се лошото кога ги вмешуваат финансиите. Ете платени, ете ова, ете она, а тоа нема врска, баш нема врска. Ама не, рековме лошите коментари нема да ги... Никако, веќе сме оперирани од секакви и коментари и од секакви луѓе. Така да сите јавни личности се соочуваме со истата работа, затоа што некој, иако не познава во целост, си дозволува да коментира за нас. Се и се што. Така е. А ретко кој не знае во право издание какви што сме на вистина. Така. Рековме ќе зборуваме за успесите. Нормално. И еве, она што вие го работите на вистина е нешто за гордост, нешто за, како да кажеме, се афирмира нашата држава. Нормално, јас секогаш велам, имавте ви убава најава, како убаво кажавте, Македонија. Јас сум голем патриот, да не кажам најголем. И тоа луѓе во последно време тука многу не го сакаат, меѓутоа тоа е нивни проблем. Јас ја сакам Македонија. Ма ние во срцето ја носиме. Па така е. Доволно, не мора оно малку и ќе се упржи во маслото. Може директно прво да ставиме да се пропржи, додека ги исецкаме. Внимавај да не се испрскаш во што и да се гори. ништо. Не ставивме престилки. Не ставив. Така. Добро. Одлично, јас ќе внимавам на него. Така, а јас ќе исецкам печурките. Еве ги овде. Добро.
така, полека, полека. Зошто го одбра ракометот? Имаше ли посебна приказна? Со спортовите зборуваме. Јас го одбрав ракометот, бидејќи и татко ми беше инволвиран и во ракомет и во фудбал, меѓутоа, он беше 80-та година и бе сојузен судија во фудбал, меѓутоа имаше несреќа да прележи бе хепатит, така да мораше да се одлучи за еден спорт. Сакал некел, цел живот сум бил инволвиран со ракометот, посвесно. Нормално е. Дојде како љубов. Како љубов дека ќе дојде. Да, првен како играч, а потоа и како судија, како што споменав. Да. Меѓутоа, ја од секоја сум бил љубител на боречките спортови, така да паралелно сум тренирал и бокс и борење. Прочитав во некои портали тоа го пишуваше, иако јас за тој податок не знаем. Меѓутоа, татко ми никогаш не бил мераклија јас да бидам, бидејќи секој сум бил поживо дете. Да дојдеш искршен дома? Да дојдам искршен дома, така да ја потојно си се занимавав со тоа. Добро. Меѓутоа, еве таа љубов ја пренесов на моите два сина, така да и едниот и другиот и кикбокс, и сега по ново време нема више борење, ова се е кикбокс и бразилијан џиу-џитсу. Така да тренира тоа. И сега ги гледаш со љубов тие нивни настапи, се разбира и како се велиме поддршка. Така. Голема поддршка. Баш така. Добро, сега носат кациги, носат се во однос на заштита. Во однос на заштита, за заштита, за да не дојде да не го препознаеш. Не е како порано, не да е не како порано, ама препознаеш. сега има и ова UFC Ultimate Fight што е, така да тука нема ни кациги, ни заштита, ни ништо. И bare knuckle бокс, без рукавици. Така да сега тоа се модерни гладиатори. Нешто ново. Нешто ново. Нешто ново. Секогаш светов се стреми кон нешто ново и нешто што екстремно. Екстремно, што повеќе крв има, поатрактивно има на луѓето. Екстремно. Да. Баш гладиатори, како што кажа самиот, баш така. Кажи ми, каде најмногу се почувствува горд во однос на тие европски првенства, зашто самиот ги напомна дека многу ти значат, дека се посебни. Каде беше? Најмногу горд ни беше 2022 кај што го судевме финалето на Европското првенство. Иначе, да не испадне сега дека се фалам, ги имаме одсудено сите можни финалиња во сите можни категории. Европско, светско, азиско, афричко, Лига шампиони, Суперглоб, тоа е клубско светско првенство, Куп ЕХФ, купови. Така да ќе го додадам месецето. Да, не, на крај го додаваме месецето. Добро, мислев да се упржи убаво. Не, ова треба убаво да се упржи, па го упржуваме заедно со печурката и малце сол додаваме и на крај го ставаме месото, па да се упржи заедно. Шеф мајсторе ти се прашуваш. Ама шеф мајсторе жена ми, па она ми кажува како и шеф мајсторе ти се прашуваш. Морам да научам, она е и на крај го додаваме бешанел сос. Сега кажи ми, го вежбаше дома рецептот? Обично така вежбат. Вчера вежбав и беа пријатно изненадени. Добро, пријатно изненадени, дури сега ми се заканија дека морам почесто од 10 години еднаш да готвам. Да намалиш на 5. Да намалам на 5 да намалиш. Баш така. Јас од срце поздравувам сопругата, затоа што ти помогна во она е права домакинка, нема, али она е специјалистка за благо. Незеки ти ја пуштам драгче за благо. Имаме уште еден гостин, значи тројца. Тројца гости ти обезбедив. Јас крајно ти благодарам. Следниот пат незе ја пуштам за благо. За десертот. За десерти може да ти направи едно 2-3 у исто време. Браво, златни раце. Браво. Ова се ќе ставиме. Одлично. Тоа веќе е за уменето, може мислам. Да, можеме и оно и така веќе ја зголемив овде температурата за да биде по. Па добро, и не сме кромидот да биде препрашен. Така е. Ке горчи. Вие знаете проверите. Да, ке горчи. Имаме техники, жените. Има техники. Како мирно ти стојам, гледај со лажицата. Дека го имам ножот. А ти ножот го имаш. Дека го имам ножот, не знам друго. Кога пеат тука нашиве естрадни уметници, секогаш вели ајде ножот долу да биде, зашто изгледа застрашувачки. Така, сега може да ставиме малце солца тука. Може и масло ќе додадам малку. Маслиново, зашто упива веднаш. Ето така. Ајде. Добро. Ево, ја мислам дека доста.
вака кога ќе се соберете друштво, опуштена атмосфера, сигурно си готвите, кој што знае, правите салати, си запеувате. Јас обично кога се собираме, сакаш да седнеш прв, така? не. Јас им купувам сите намирници ги средувам, а обично колегава Славе тој што ја прави скарата. Значи ти си референтот за набавки. Јас сум референтот за набавки. Добро. Све што треба не ми е тешко, 20 пати да идам горе доле. Добро, да. ама и за тоа е многу значено. И тоа е значено. тука нашиот Тони ни е референт за набавки. Тони е референт за набавки. Тони е за референт. Да. Овде ќе го повлечам месото да ми биде поблиско. така да биде поблиско. А кажи ми дали даската треба да измиеме за салатата? Па јас ќе ја измијам за салатата. Ајде ќе ја средиш. Еве да не рече дека не ми е садови. Дека не ми е садови. Знае да ми е. Како беше она, ќе перам, ама не пеам. Не Ама пеам. јас си подпеднуваме понекогаш. Да, па точно, затоа и прашав друштво. Еве и даската е спремна за салатата. Така да ти кажам, кога ни беше Кастратович овде, она ни запеа македонско девојче, така бевме. Така бевме горди. Горди бевме. Мислим беше како химна. Македонско девојче, секако многу убава песна и како идеме у секогаш у бивша Југославија. Со чест ја пеат од сите. Навистина беше нешто прекрасно, прекрасно. Еве, гледаш како убаво се крчка. Одлично. Тип-топ. Вие си го знаете и шпоредчето. Да, тука мојот другар шпоред. Вашиот другар нема никаков проблем. Да, таман тоа треба све убаво да зарумени. И до ова, па после го додаваме мекцето и на крај го додаваме павлаката за готвење и малку кари. И малку кари за да добие и жолта боја. И лукче. Да. Можеш да ги симнеш ракавиците за да не ти преча, да не се чувстваш хируршки. Хируршки. Да не кажем гинеколошки. Да. Мажите таа професија. Автоматски има асоцирано тоа. На мажите им е најомилената професија. Да, дека се прави тоа, можам ја напоредно да ја правам салатата. Кажи ми, како ќе џолева салата? Џолева салата. Обично оваа салата ја правам во зимен период, пошто зимен период е периодот кога се спремаме за првенства и немаме многу што да одбереме за јадење и јас измислувам милион работи за да така и кажа, ова е моја измислотина. Измислотина, баш така. Секогаш, значи имам обично е млада зелка, краставица, младо кромитче, луто пиперче, со лукче и маслинка сецкана ми е врв за зимен период, пошто немаме обично многу зеленчук. И тоа ни е максимално. Мајсторе, ти си на потек. Ви благодарам. Сега ќе ја средиме. Ете така. Одлично. Убаво ни од колега Бубев, види тавчето, убаво мирис. Ама сега знаеш ли кој е моментот на вистината, кој што ти многу го обожуваш? Со ова јадење многу доаѓа чај да се пие. Тука требаше да ви донесеме и винце. Со ова јадење иде најубаво винце. Сети се. А со салатка иде и раке. Ете така, убаво ти кажа. Ајде, следново ќе го искористиме колегава кој ќе дојде следниот пат Зоки да донесе ова испаѓа ти зборувам Керко, сети се сна. Ама пред да зборувате мене ми текна, се сетив ја и за тоа ќе донесем. Ете така. Одлично, одлично. Ајде, кажи ми сега, имаш ли идни планови, имате ли нови покани, што ќе се случува нешто ново во делот од спортот? Од делот од спортот, како што гледате, покушаваат на европски план и овдека да не омаловажат и да не дискредитираат, пошто кај нас, знаете, требаше до 50 години се судеше и за нас продолжија до 55 години. И како што ви реков, имаш 5 години плюс. Плюс, колегата ми е постар 50 години, јас сум 48, ќе требаше ја фатим уште 2 олимпијади и луѓето ги фати малце страф и покушаваат да не преку милион и тоа ли го има? Да, све има. Така да веќе сме оперирани од тој аспект, па што и да се случи, ја и колегата мој имаме регистрирано Академија за судење, се вика Handball Referee Academy. Затоа сакам да те прашам. И ништо да не работиме, имаме и да подучуваме, и да не викаат. Зошто многу е значајно. Нели треба да имаме расадник. Ние сме први во светот што го направиле тоа. Никој до сега го нема направено. Ете така. И верувам дека ќе биде со успех. Убаво што го кажа, еве, нека слушнат и оние што сакаат и оние кои што се душмани, како рече. Што се душманите, боле да не сум им душман, само толку ќе кажам. Јас сум, секогаш велам,
Кога сакам, најмногу го сакам, ама кога не го сакам, ич не го сакам, кој да е. Така да, тој што е, нека му ја мисли. Нека си ја мисли. Така е. На нас, мислам, тука присутните не ни даваат пензија. Викат, ние до каде можеме да издржиме, ќе бидеме во телевизијата. Ја очекувавме таа спортска пензија, што се надевам дека конечно ќе ја добиеме од државата, за заслугите и се што сме направиле за спортот и за Македонија воопшто. Меѓутоа, се уште не доаѓа. Имавме некои обеќавања, се надевам дека ќе го исполнат. А не е толку поради парите, колку поради една лична сатисфакција. Љубов кон... За се што сме направиле за оваа држава. Тоа е тоа. Знаеш, Ѓоле, дека ова ти што го кажуваш, мене ми даде една добра идеја. Јас морам да кажам дека си ги почитувам и сакам моите драги колеги сите. Имаме и млади камермани, млади тонци и сето тоа, но нашиот Бубе Домазетов е еден од поискусните камермани. Па еве идеја да направи академија за камермани. Како треба да се однесуваат, каде треба да стои камерата, кои кадри да се ловат. Тоа не е шега. Тоа е стварно. Многу професионално ја работи својата работа. За подучување. И верувам дека ќе има успех во тоа. Да не частиш со Монтеко вино. Обавезно. Мислам, Бубе, да не частиш со Монтеко вино. Може и колегава да донесе, сигурно има нешто ако треба. Така? Да. Добро. Сега ќе ги соверам и тие. Јас ќе си помогнам, не се грижи за тоа. Сум тука асистент. Така. Еве го моментот на вистината. Значи, ние имаме момент на вистината, колега. Чај, овошен со Овошен чај со зелка. По здрави. Само да посака човек. Да не може да одоле. Да не може да одоле. И ајде сега, бидејќи зборнавме за академијата, која што ја вие подготвувате. Колкава возраст треба да бидат лицата? Колку љубов? Треба ли да имаат искуство? Не треба ли да имаат искуство? За академијата не треба да имаат искуство, мада треба и за тие. И за тебе и тие што имаат искуство е поучно, бидејќи човек се учи додека е жив. Никој не знае све и никој не сето тоа искуство што ние го имаме стекнато низ годините. Ќе го манифестираме и ќе научат на полесниот начин, не на потешкиот преку нивен грб. Така е. Ете, затоа сакаме нели да направиме еден апел кој што сака еве да се занимава токму со таа професија, да се обрати кај вас. Нормално. Добро. Ле. Е стварно ова џолева сала. Сега, кога пробате ќе видите. Ле. Со чај од камилица. Со чај од камилица иде. И овошен чај. Многу убаво. Браво. Ете така. Мислам дека не се чувствуваш хендикипиран затоа што не зборувам многу за спортот. Ни најмал. Нели? Се чувствуваш по-опуштено, нели? Јас у глобала немам проблем да бидам опуштен дали за спорт или не, така, ама за промена е убаво да се дискутира за нешто друго освен за спортот. Така, нели? Ете, убав муабет си правиме за да им биде интересно и на нашите гледачи. Обично на некој не му е споива младо кромиче, пиперче и ова, меѓутоа мене ми е топ салата. Како ни е споили во чај со салата. И како што е чајот, така и ова. Ке видите дека вкусата комбинацијата е одлична. Врв ни е комбинацијата. Ајде, кажи ми нешто што би сакал да знаат гледачите, а јас не сум те запрашала во врска пак со твојата професија. Во врска со мојата професија? Па не знам што би кажал, а што веќе не сум кажал. Меѓутоа, неблагодарно е човек да каже за својата професија, меѓутоа уште понеблагодарно е да биде судија. Што и да направиш, секоја си ти кривиот. Така да... Како ги пцуе ја порано, вика, порано и сега. Значи, само малце модифицирано, малце модифицирана улога. Затоа викам, никој не гледа дали тренерот сгрешил, дали играчот сгрешил, колку пари зимаат тренерите и играчите. Секогаш гледаат судијата што ќе сгреши и судијата им е трн у око. Судија, платен си, погрешно судиш, и изгубивме утекмицата. Така да сме веќе оттрпнати на сето тоа и не се замараме ни најмалку. Да ви кажам најискрено, последно време
Многу повеќе гледам да сум свртен кон фамилијата. Тоа е најбитното. И тоа е најбитниот момент во овие. Имам 4 дечиња. Да ти се здрави. Ви благодарам, тоа ме исполнува во животот. Зошто ние можеме се и се што да бидеме, но она што треба да бидеме најмногу е да бидеме луѓе, да си го сакаме и почитуваме семејството без кое ние не можеме. Столбот. Столбот, така е. Семејството е најбитно и тоа што ќе го ставиме позади нас. Најбитно ни е да ги воспитаме во прав македонски дух и во патриархална средина, да знаат како треба и што треба да иде. Тоа е за мене. Искрено да ти кажам, ти си богат човек. Знаеш што Еве сега замисли, јас кога ќе кажам, јас имам 2 дечиња, се чувствувам посиромашна од тебе. Но кога ќе ти кажам дека имам 5 внучиња, сега малку сум побогата, ама ти кога ќе имаш внучиња, ќе ме надминеш. Нема поубаво тоа. Ќе ме надминеш. Татко ми ја имам 2 сестри. Така. Сите имаат по 3 деца. Одлично. Татко ми има 10 внучиња и мајка ми. Нели колку се чувствуваат убаво? Поубаво тоа, здрави. Кога правиме семен ручек и кога сите ќе дојдат, не знаеш кого попрво да го гушнеш. Порано, зашто сме биле богати, зашто сме обстанале како народ? Затоа што сме имале по 7, 8, 10 деца. Некој ќе загине, некој ќе го средат, меѓутоа секојаш ќе остане некој потомок понатаму за да продолжи традицијата и фамилијата и македонштината пред се. И јас сега ќе ја додадам павлаката. Да. Ете така, гледам според месото и ти помагам. Така. Може павлаката се карито малце поише да жолти. И вкусот го менува веднаш. Го менува вкусот. Браво, ете. Одлично. Може би уште малку лукче не е на одмет. Имаме овде во прав. Имаме во така. прав. Ке додадеме. Ете така, добро промешано. Убаво. Ајде, ке додадеме и лукче. Така, ке додадеме и лукче. Обично јас користам за маслинкиве да не се мучам, толку ги користам овие што се сецканиве веќе. Ама ние тука одлучивме да те измориме. Нормално, претпоставив ја дека тоа е работата. Ние да те измориме, сакавме. Навикнати сме. Да биде сето ова. Да биде, така е. Тактички, еве, баш тактички. Во спортски дух, ајде малку умор. Ете така, добро. Ова можам јас веќе, можам уште малку да му додаде. Сите го сакаме. И салатката е готова. Браво за тебе. И ова овде ќе го исклучам за да ни се згуснува малку понатенане. Затоа што веќе е да се згустува на понатенане и еве почнува не загори. Ете, добро. Овде сум топ. Одлично. Сега што требаше да си додадеш? Таму во салатката ти треба. Еве ти го вака, извини што е во чашче, но ќе се снајдеш. Не е страшно. Никогаш доста од маслиново улје. Навикнавме на неговиот вкус и мирис. Дефинитивно. Точно. Ние веќе со години го користиме и веќе ми е чудно да користам било какво друго. Ова не е готово, поглед. Готово. Одлично. Одлично ни е. Ете така. Одлично. Ете така. И салатката е готова. Значи е време за рецептот на денот. Ајде да го видиме рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Пилешко во кари. 300 грама пилешки стек, 250 грама свежи печурки, 300 мл павлака за готвење, 1 главица кромит, 2 лажички кари, 2 до 3 чешниња лук, масло, сол, бибер и други зачини по избор. И ајде да го видиме рецептот за салатата. Половина зелка, 1 краставица, 1 лута пиперка, 2 млади кромитчиња, 1 лимон, маслинки, масло, сол и други зачини по избор. Еве ти реков, ти читам вести. Така, баш како вести. Таму само заборавивме црн бибер да ставиме. Можеме веднаш. Еве, јас сега ќе промешам, а од колегите барам фотографии. Ајде малку да ни раскажеш преку слики. Ајде да видиме фотографии кои ќе ни ги коментираш. Ево оваа фотографија. Сега кога ќе ја покажат, идевме на судење со колегата негде и се начекавме со врвниот глумец. Така. Нели? И направивме една заедничка фотографија и него му беше чест и он имаше слушнато за нас. А еден од подобрите глумци,
Ова е со колегата сме тука во Данска на судење. Со Славе, гледате на сите слики, сум со него, нема бегање од него. Судбина сте Ова двајцата. сме на првата Олимпијада во Лондон, која ни е посебно драга. Така. Одлично. Ова ни е тука утакмица Пари Сен-Жермен, во позадина и знакот на Пари Сен-Жермен. Ова е тука сме на едни квалификации за Олимпијада во Шведска, во Малме. Браво. Ова е мислам дека од истата таа, меѓутоа во спортска варијанта. Убаво изгледа. Во спортска варијанта. Ова е на обично пред секој европско првенство имаме фотошутинг, нели не сликаат, па ова е едно. Затоа ти реков заедничка ни е насмевката, секаде ни е заедничка $1,000,000 насмевка. $1,000,000, да. Многу убави фотографии и убави приказни за Убави нив. приказни. Ова е многу одамна во Катар, обично ние секоја година судевме во Катар по месец дена во нивното домашно првенство. И ова е едно од тие. Шеиците се таму. Ете ги упозадина се, нема бегање од нив. Тие се таму. Така. Ова е во Катар на светското првенство со татко ми 2015 година, каде што е едно од потешките првенства за судење, имено за прв пат на тоа првенство сите судии, сите делегати, сите овакво бевме сместени на едно место, што не се случило. Обично сме поделени по градови. Ево, ова е од исто тоа првенство. Прекрасно. Браво. Гледате, секогаш кај што идеме со македонски знамиња, ова е во Холандија, во јапански ресторан. Шеф готвеше за нас, така да многу интересно. Шеф како Зоки готвеше за нас. И посебно искуство ова со колегите од Исланд заедно и тука учиме како нели со стапчињата. Да. Добро. Ова е пред многу години. Беше јадење кој можевте да го Да, отнете? да, дефинитивно. Као што гледате, кај што идеме, ова е исто во Лондон, кај што идеме, нас ни е традиција, секој си се сликаме со нашето омилено знаме, со кутлешот. Иначе ова знаме го имам бар на 3 места на куќата во секој момент. Ова е во спортска варијанта, мислам дека е во Маđарска на европско првенство. Тука гледате спорт. Тука гледаме спорт. Да, и некој не фотографира. Секогаш после спортската варијанта мора да бидеме и во елеганција кога ги пратиме над преварите. Еве како што гледате. Многу убави фотографии. Да, ова е кога сме во слободно време и идеме да гледаме други спортови. Добро. Пошто се наоѓа и ние секој се снаоѓаме и имаме можност да гледаме и други спортови. Одлично. Ова веќе беше. Така. Јас Па тоа е тоа. Јас Да. кога сум ги праќала, можело и по 3 пати да бидат, да ми Можело. веруваш. Да. Ајде ти смести на салатката. Сега ќе ја јас сместам ќе салатката. Ова пилешкото. Ајде да не направиме тука гужва, можеме и овде. Можеме и овде да го сервирам. Ете така. Како не бивало види ова двајцата тука. Опасен тандем. А тандемот за храна. Браво. Сега ќе кажеме, колегите ќе ни кажат колку сме биле успешни. Колку сме биле успешни, кои ќе пробаат само. Нели? Ете така. Вака и за уметнички дојам ќе ставиме И по овде. една цела маслинка. И овде рековме не додаваме Макдоналдс, затоа што сакаме да бидеме поинакви. Поинакви. Ајде додади си и овде. Така и малку биберче. Малце биберче, да. Ајде така. Ајде повели. Вели, не ти се мешам. Не, никако. Во декорацијата. Во декорацијата. Во декорацијата. Така да мислам дека е прекрасно. Додај ми го, ете. Ова. Тој сад, Повелете. овде, за да камерите го доловат комплетно твојот денешен рецепт. И сам си изненади, да ти кажам, најискрено, колку ствари сум бил добар. Замисли сега, ова не верувам дека е децениско. Не можам да поверувам. Мислам дека секој ден го вежбаш. Да не биде срамота и поише од децениско да кажам, меѓутоа се надевам дека рокот ќе го скратиме, ќе биде бар на 5 години. Ете така, за љубов на сопругата и За љубов на дечињата. сопругата, да. Па и за пријателите, нели Нормално. вака. Беше прекрасен гостин. Ти благодарам, направивме една убава, мислам, позитивна атмосфера. Ти благодарам на поканата, се надевам малце поразлично од останатите. Поразлично, така е. Внесовме малку и спортски дух, Така. ама повеќе сакавме да бидеме шармери. Така, Нели? така. Вака да се поздравим. Секако. Спортски. Спортски. Ете така. Ние, драги мои, ве поздравуваме толку
од овде, од нашата кујна. Верувам дека ви се допаднавме. Навивајте, радувајте се. Секогаш бидете пред екраните затоа што нашите луѓе се ние. Македонија. Ве сакам!